Ајде, добро вечер. Да не се фатиме напола. Кај сте, скопјанишќа? Среќен празник! За тие што слават, не ме оставите со доизраза. Втори е еден многу значаен датум. Тоа е празник на тој што најмногу уживат во геј врска. Вториот во редицата уживат најмногу. Ем дава, ем прима, ем држи. Исто како февруарски поход. Со оружјето в рака му го чуваш грбот на твојот другар. Само малце потопло ти е. Како што е тргнато времево, ќе имат и други празници што ќе се учат по историја. Ден на востанието под виношитото. Синко, на овој ден пред години со татко ти и со група лепотани се изборивме за своите права. Тогаш јас од Чичковаско ти станав мајка. Тогаш јас од Чичковаско ти станав мајка, а ти денес имаш семејство место да си сираче. Кога ќе учат во иднина децава за секс, професорката по биологија ќе им кажи дефиниција. Секс е кога мажот и жената, или мажот и мажот, или жената и жената, или мажот прво со жената па после со мажот, или група мажи или група жени, или без разлика на пол, раса и етничка припадност некој некого дупит. Извинете, вечерва малце пикантни сме. Каков е денов? Љуто се јајте. Имат другарчиња од разни здруженија што викат дека сме ги вреѓале. Не е точно, се оградувам. Јас сум си охријанец. Ограничен. Значи ограничен, не сакам да ебавам никого. Освен самиот себе си. Заеби, свое си е свое. Кој ќе си помислам кога јас би бил педер. Да, во мигови на длабока осаменост размислувам за длабоки прашања. Пази, јас педерот. Пази, ем педер, ем од Охрид. Бо, то нема таква животиња. Ајде, дај. Кога јас би бил педер охридски, од принцип нема дечко да си фатам. Не за друго, да не морам да го частам. За да се фатиш со охридски педер, треба да изнајмиш 10 дена смешта и да платиш однапред. То ти е исто ко скопски педер, само не се клецат подтуш, за да не мора да опуштите бојлерот. Ако однесиш охридски педер во апартман за двајца, што имат 5 кревети, тоа е непрактично, ама на охридски педер му значи. Ако му раскиниш на охридски педер, од принцип ќе се јави пајак да ти ја крени колата. Сега имат и една позитивна работа. Охридски педер, без разлика на возраста, секогаш е стегнат. Троводиче да голтнам? Ајде еден аплауз да не се чувствуваме празни.
Фала. Како да препознаеш дали си или не си геј. Се будиш после бурна ноќ, оиш во веце и гледаш дека двете четки за заби се со розеви дршки. И не ти е чудно што не можеш да седниш нагаз за штеполит, туку чудно ти е откај се нашла сперма во шеска кариес. Ако се бавиш со вакви дилеми, дефинитивно си геј. Некој дошол на гости од задна врата. А има ти пократок начин да провериш. Кој ќе се разбудиш бурно во ноќта, викни: Васко, донеси ми чаша вода. Ако станит некој, ако ти донесит, педер си. Дефинитивно. И то не е негативно. Тие луѓе се потребни во многу сегменти на општеството. Например, да земиме било кој спортски клуб, ракометна репрезентација, кој ќе им е најтешко, кој ќе изгледат се дека немат излез, дека е црно. Стави геј тренер да види што ќе се деси. Одма ќе им се сменит погледот на работите, се ќе е розево и пресекси. Никој нема да ги гибат во деветтерец. Добар ден, јас сум капитен на ракометната репрезентација и сакам да ви кажам дека таму е доста напорно, има многу гребење со ногти, неколку дури не погледнаја со лош поглед, но ние сме тренирани машки, ќе издржиме. Ракометнава репрезентација со геј тренер на припреми место в теретана кај Дадар ке одат. Шувај сте вечера. Мислам фигуративно, да не се разбериме. Значи, Дадар и компанија со овој метросексуален тренд ја уништија натурата кај машкиве. Со кого и да се фатиш сега, нема шо да смениш во врска? Метросексуалец ти е уствари геј со стари навики. Клеца типка и вика: сврши, Господе, зошто уште го правам ова? А потешко е ако си травестит. Тоа е high level difficulty. Ако си стар травестит, како ќе препознаеш дека те фаќат склероза, осеќаш дека ти се мочат, а курот си го заборел дома. Тип! Во светот се дешават избор на мис травестит. Кој ќе прашат, кои се вашите специјални способности? Јас умеам да се адаптирам во зависно на условите. Нешна ко гулаб, груба ко тигар. Работам волонтерски во еден темен парк до нашата зграда. Има многу психопати кои силуваат млади невини девојчиња. Јас одам таму и сум осамена, несреќна, исплашена. А кога силувачот ќе стапи во акција, разбира дека сум осамен, несреќен, а тој е исплашен. Квиз прашање: шо прави травестит во менувачница? Се надеват дека некој место 100 евра полот ќе осмени. Повелете 100 евра да сменам. Ограничен, ти.
Аман више. Да, смејте се, лесно е да го задоволиш машти ако е хетеро. Пушти го со другарите, нека скитат, готово, свршена работа. Ела задоволи некој ако е геј да те видам. Некој шо не му значи да ојд на риби и на лов. Педери име многу вкус да ги ебам, мислам фигуративно. Прајме муабет за охридски педер, да не се сватиме погрешно. Со вкус. Злата, ти купив боди за роден ден. Боди. Ти имам 100 пати речено, бре, дека лилаво со цветчиња ми е кич. А и сам знаеш дека дупли клjuč од машка со облекувална е најубав поклон за геј роден ден. Не ти прам појке муабет. И овој првиот ќе пратнит за да се смира. Не ме провоцирај, скаран ти сум. Ајде да се смириме. Шмекат. Повелете отворено е. Ако го фатит пролив, никому ништо. Нормално е, тоа е како месечен циклус. Ќе помини за една недела. Уствари, памперс е влошка за педери. А ако прднити, ако се посери, тоа е спонтан абортус. Не е окей. No way. Климактериум за педери е едниот кој ќе станет импотентен, а другиот хемороиди ќе добие. Катастрофа. Шо е бе Едипов комплекс за двајца геј машки родители? Кој ќе се заљубит синот во мама Васко? Чичко Васко не представува само обично име. Тоа е причина што тато се разведе од мама. Тато! Чај да свршам. Сега. А бре, какви сте, нема човек да докажите? Тоа е причина што тато се разведе од мама. Тато ја призна на мама дека е геј, а мама му призна дека и таја го користела вибраторот. Катастрофа. Да најш геј партнер помеѓу хетеросексуалци е како да најш ретко добар човек. Појќе ретко него добар. Педер човекојадец да сретнит хетеропар, маж и жена шо ке речит? За девојкава спремете го котелот, а за дечково кадата. Нека се средит, па ќе го носам на вечера. Најголема навреда за педер, охридски, е да го удриш погас. Ама да не го мислиш. Како било создавањето на светов во геј варијанта, може? На почетокот си биле Адам и Стево. И Стево другаруваше со змијата. И змијата можеше да се исправи, зашто Стево беше црнец. И му рече Стево на Адама: батали ги бе тие јаболката.
Срце, батали ги яболката, сакаш прас? Че? Ова овде е забрането овошје. И посегна Адам по прас, че? И тогаш се случи првиот грев. Да имаш гей баба и дедо. И заспиваш, и место со глата на перниче на бицепсот од баба ти лежиш. И ти раскажвит приказна за добра ноќ. Си бил Снежана. Си бил Снежана и 7 фешн дизајнери. Ношпал Сергеј Дадар, Буле Кан Цаци и Джани Версаче неоригиналот. И сите заедно живееле во викендичка блиску до шумата, во населено место, и дошол ловецот на машки срца со својот самострел, кој бил испратен од Васко. Бабо, кој е Васко? Васко, внучко, е лошата кралица. Дошол ловецот со својот самострел и требало да го прободи Снежана во... И требало да го прободи Снежана во срцето. Ама не можел, зашто заборавил вазелин и самострелот му зарѓал. Грк, 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 грк. И тогаш Васко кралицата се престорил во лоша вештерка. И ошол кај Снежана и му рекол: сакаш прасче? И тогаш 7 фешн дизајнери, Ношпал Сергеј Дадар, Буле Кан Цаци и Джани Версаче неоригиналот, му рекле на Снежана: немој, не земај ништо од овај. Види го каков е несреден, некапен гуздичо болест ке закачиш. Но веќе било доцна, Снежана добил херпес и се онесвестил ради стрес. И тогаш се појавил принцот на бел конј со емо фризурче и кошулче на ве од оние убајне што се струкирани, што светкет. Го зел Снежана, го бакнал и си живееле среќно заедно. Не можеле да се регистрират, затоа што предлог законот бил поддржан само од опозиција. Сите приказни се геј. Хари Потер и одајата на тајните. Господе, врзете ја! И Црвенка па е геј приказна. Да се разбериме, браќата Грим. Ти пишувај, јас ќе ти диктирам. Црвенка па е геј приказна. Бабо,
Зошто имаш толку големи мустаки? За кога те носам в градинка пиле да мислят дек сум дедо ти. Шо е геј самовила? Тоа е исто ко сите самовили, само со бричот, покрај нозе и препони, бричити прко и брада. Наскоро ќе се појават и геј рапери. Геј рап песна, сакате ја чуете? Биди храбар, не се прави хетеро. Ако ништо друго, биди барем метеро. Глупо е да се прави женските камуваш. Се што сакаш, бейби, ети, грб да ми чува. Грб да ми чува. Oh, yeah. Дали сте слушнали, драги дами и господа, скопјанишќа? Геј бугарска, пази жанров. Геј бугарска, турбо фолк балада. Може? Тя не знае твоите скрити качества. Тя не знае преди какъв си бил. Тя не знае какво е любовта между двамата ни в гръцко-римски стил. Дойди златовечер Самсун, ке гледаме борење. Број на телефон на рецепција те частам нешто. Нема ништо да се случи меѓу нас, геј сум. Од Охрид! Куке те прашет, абе брат, како ти е потешко да простиш? Женскава твоја те изневери со маш или со жена? Со маш нормално. Ако ме изневери со жена, шо има тука да се прости? Нема да и простам само ако не ме викни да им се придружам. Хетеросексуалци мора да се гибниме, мислам, вечерва, така? Колку сме комплицирани, човече, во врска. Без разлика дали има жена или девојка, не е битно. Дозволи да стави нејзина слика на десктоп од компјутер, на мониторот, цел живот ќе ти се искомплицира. Обавезно ставет некоја манекенка, препонај преуба, очи олкај, А4. Насмевка widescreen. И обавезно вака те гледат. И викаш, бе, мормафнија оваја, злато не е преуба? Ор тргнија жити се мисли ми идете. Не заебавај. Ама кажи, не е пресекси? Ор доста се осеќам кога сум излезен со другари пијан во друг град и ме терет да и се пуштам на оваја. Лава е. Ама кажи, не е идеална? Добро, ама пресекси е топ, state of the art, супер е. Мене вака никогаш ми немаш речено. Пак крив, човече. А се трудиш. Или, например, решаваш да си имаш со жена ти секс. Секс. И си така, сега, кој каква поза преферира. Си гона, така. Кој шо треби све си е. А? Охо, да. И шубав ти е лаков. Охо, супер. А типкава на десктоп. И ти случајно се вртиш? Не ти е јасен погледов, човече, шо значи?
Шо? Ти да ја викнеш да ти се приклучи. Знаеш да дол? Због едне дивне црне жене, Шома, не сум добар. Со кого правиш бре муабет од преска? А як сакаш малце, фокусирај се. Добро, Злато. Гледај сега, Самба! Уху! Злато, сакаш малце од другава страна да се свртиме? Ај контакт. И кога си во најјакото, она кај шо е јаконо, кај шо фаќаат струја, кај шо немој ни гравитацијава да те задржи. Ево то најјакото, се појавуваат скринсейвер на компјутерот. Катастрофа! И нормално ти се тргаш. Значи, вака звучи ако е млада. Ако е по-возрастна, звучи природа. Шо се тргна бре во најакото? Сонце, саш да пуштам нешто појако, беби, да не крени. А тебе ти е целта да омртниш маусом за типкава пак да се појави. Катастрофа, човек. Меѓу другото, 100% ке речат дека сум хомофоб, нема везе. Хомофобија не е страф од педери. Хомофобија е страф ти да си педер, ама уште не знаеш. Многу е заебано, гледаш некој мазен, мрсен, депилиран и викаш педер. И сваќаш дека си сам дома пред огледало. Не, стварно заебано е, дури да си помислиш, добро бе, можда малце сум педер. Олку вака. Одма се јавуваат глас во тебе што ти викаат, ако помислиш уште еднаш кој ти опнаме, на ги видиш ово. На многу луѓе не им е страв дека некој еднаш ќе им го закачи. Не бе, еднаш е окей. Ќе то отвори. На многу луѓе им е страв дека ако некој им го закачи, ќе им се бендиза. Охо! Чекај, ај мрдни. Ова вака стално е? Па да. Окей, се гледаме вторник пред тренинг. Нели после? После пак. Заебано е ако си многу отворен во ова наше демократско општество. Можеш да излезиш в град како Славчо и да се вратиш како Лейла. Кога лисјата паѓа, тој се упати во турската бања. Го испушти сапунот и сгреши. Машала! Фрли сапун, фати трипер. Специјално 2 февруарско издание на Кога сапуните паѓа. И тогаш се дополнително почви да се комплицираат. Колку е заебано да одиш кај машки геј пар на гости. Прво и прво не знаеш како да им се обратиш. Се извинувам, господине.
Господјо, госпогица сум, немојме да се регистрираме. И замислете такви двајца да чуват дете кој ти опрашен. Кај работет пиле татко ти и мајка ти? Тато работи во невладина организација Хомос на проекти за невербална комуникација. А мама работи во кафич. Избациваче. Така се запознаја. Здраво, маци, како се викаш? Лела. Или две гей жени да чует дете, која од нив ке слези пред зграда да го одбрани детево зашто му го пукнале носот? Шо не си го примериш дете ова пичка ти стопанкино? Абе, знаеш шо? Да ми го јаеш? Вибраторон! Или ке дојди водоинсталатерот кај едната и ке и речи, амор, од Охрид е водоинсталатерот зато. Амор, љубов. Amor. Amor. Mi amor es tan ferma una paloma. Todos nesupentos ancora vecionos stes. Што значи фала? До кај сме до водоинсталатерот? Водоинсталатерот видат кај еднава и вика, амор, сакаш да си поиграме малку дурне сопругот тука? Сакам, ама, шо ама? Овде јас сум сопругот. Еднаш влегов во гей бар во Копенхаген по грешка. Со група другари. Ова требаше да го изфрлам. Со група другари влегвиме, гледаш само машки внатре, одма се вклучи хомофобичен аларм во тебе. Пази гей, пази гей, пази гей, пази гей. Инстинктивно се лепиш до зид. И еден од другарија викат, брат, ај бегаме, глупо е овде, а? Идат келнерот и ни викат, шо е бе, дечки? Немате гъс да останете овде? И наеднаш се дешават промотивна цена на пијачки. Пиво пола цена. И одма си викаш ти, па шо бе, ако си седам овде до Цитчево? Така, пиво пола цена. Одма се јавуват газот, викат, излегви надвор, нема преговараш во моје име, мор. Еј! Раус! 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 Во тој момент ја гледат ситуацијава шанкерот и викат, останете бе дечки, ништо не ви правиме. Ако се опијаниш во гей бар за време на happy hour, единствен што ке е happy за време на тој hour, ке е персоналот. А ти ке се разбудиш на интерна на гликоза, ке дојд сестрата и ке речи, окей, не се негативно, има нешто и позитивно. HIV позитивно. Нараво учение, или ти имаш доза на хомофобија, или топло дишење во вратот и тапа болка во газот. Фала!
živo zlo na ovo naše drevno tlo. Една жълба имаме, Насмеяни да бидеме, задена или сто. на човек му е по-пусто. По ова време матно, само сменето е безплатно. Ајде луѓе дојдете, овде да се дружиме.